Премиерот Никола Груевски молчи за бизнисот од 40.000 евра даден на мајката на уредничката носител Ивона Талевска. Молчи и министерот за здравство Никола Тодоров. Молчи и Ивона Талевска. Сите тројца вчера не кажаа ни збор за доделениот бизнис на фирмата во која одговорна за контакт со трговијата на медицинска опрема е уредничката Талевска. Денеска ќе ви кажеме и зашто молчат. Затоа што сделката што вчера ја обелодени Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е ситница во однос на бизнисот кој владата го доделила на семејната фирма на уредничката бизнисмен Ивона Талевска. Еве, официјален документ кој покажува дека фирмата на Талевска Визарис МКД добила од Груевски и Тодоров и бизнис во здравството тежок над 1 милион евра. Ова е официјалниот документ од Бирото за јавни набавки. Овој документ покажува дека Министерството на Никола Тодоров склучило договор со фирмата во која мнозински собственик е мајката на Ивона Талевска во вредност од 62 милиони и 700 илјади денари. Тоа е значи сделка од 1 милион и 28 илјади евра со фирмата Визарис МКД, чија собственичка е Лимба Талевска, а лице за контакт е самата уредничка носител и главниот и одговорен уредник во вестникот Вечер Ивона Талевска. Милион евра пари на граѓаните завршиле или ќе завршат на сметката на фирмата на Талевска. Значи, додека едни новинари скапуваат во затвори, многумина новинари, професионалци се на улица, некој честно едвај си доаѓа до својата екзистенција, а други ги одработуваат агендите на власта за нецели 200 евра, оваа напредна уредничка, бизнисмен, лице за контакт Ивона Талевска, помага да се таложат државни пари на семено конто. Кога Тодоров се фали со милиони евра потрошени во здравството, сега е јасно каде одат милионите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара од премиерот Груевски да не се крие и да не молчи за оваа досега невидена корупција во медиумите што го отвара овој скандал. Премиере Груевски, одговорете, вака ли го раните медиумското чудовиште кој изеде екзистенции на илјадници луѓе во земјава, криејќи ги вашите криминали и создавајки со лаги невистинита реалност? Вака ли се купуваат уредници со милиони евра пари на граѓаните? Затоа ли медиумите контролирани од вас и уредниците поставени од вашата влада, вклучително и националниот сервис Македонската телевизија, воопшто не го објавија вчерашниот прес на Социјалдемократскиот сојуз за овој скандал? Јавноста очекува одговори. Благодарам. Повелете прашања.